Реконструкцијата на улицата Благоја Стефковски во првата фаза заедно со градот Скопје ја реализиравме и оставивме трак дека имаме уште две фази и од клучно значење затоа што и ова е централна улица и го решава сообраќајниот метеж кој што ги поврзува општините Газибаба со Петровец. Ова улица дополнително ќе треба заедно со градот во планот ние наредната година и двете фази да ги завршиме, затоа што ова е пред се подобрување на безбедноста во сообраќајот и регулација и безбедност на патниците и на пешаците кои што ни се многу битни во делот на ова населба. Накратко би сакал да извадам само дел од она што успеавме да го направиме како улици во овој двегодишен период. Тоа е реконструкција на сервисната улица покрај основното училиште 25 мај, значи тоа е во Сингелич, ова е останатите се во населените места Маџари, Ченто, Триангла и реконструкција на улиците 5 и 6 во Стајковци. Ова е само дел од она што успеавме да го издвоивме како готови, завршени улици во изминатите 2 години. Наследивме предпријатие кое што за жал пред 2 години не беше во некоја идеална состојба. Имавме предпријатие кое не можеше да ги извршува ниту основните задачи за кое што е формирано. Наследивме административен објект од 20 метри квадратни, речиси никаква механизација и опрема за работа, работилница која што денеска е наша златна кокошка, а тогаш оставена без алат и опрема за работа, како и само 30 сезонски работници, недоволно за извршување на секојдневните работи на територија на општина Газибаба. За разлика од тогаш денеска имаме нов административен објект со површина од 292 метри квадратни, што е доволно за да едно јавно предпријатие нормално ги извршува своите работни задачи. Дополнително, во поддршка со градоначалникот, набавивме и нова механизација, и тоа два камиони кипери, еден багер, една дигалка, со која што го држуваме зеленилото во општина Газибаба, ги кастриме гранките кои што представуваат животна опасност по жителите на општина Газибаба, а истото го поземуваме и на другите јавни предпријатија од градот Скопје и на фирмите кои што работат со уличното осветлување. Во програмата за наредната година предвидени ни се 9 нови возила со кои што исто така значително ќе се подобри работата на јавното комунално предпријатие. Дополнително набавени се и нови коселки, нови дувалки, тримери, рачни коселки, тракторче за косење на тревата, со кои што верувајте дека граѓаните не препознаа како јавно предпријатие. Општина Газибаба е единствената општина каде што еден председател на влада има дојдено за 2 капитални работи во рок од 2 месеци. Првата беше кога го отваравме училиштето Вера Јоцич и 2 месеци подоцна кога почнавме да ја градиме новата спортска сала во истото тоа училиште Вера Јоцич во Хиподром. Учениците кои 10 години не можеа да влезат во спортска сала која што беше оштетена, небезбедна за да се одржува настава, сега конечно добиваат нова, модерна спортска сала која што заедно со училиштето ќе представува една нова, убава целина. Во овие први 2 години од мандатот, како општина, покажавме и докажавме дека сме вистински партнер на младите. На самиот почеток од мандатот, заедно со градоначалникот, при креирање на идниот развој на општината, како и на идните капитални инвестиции, главен акцент ставивме на човечкиот капитал, нешто што е најголемо богатство на секоја држава. Знаеме дека како земја во последните 10 години имаме сериозен проблем со масовното иселување на младите од нашата држава и токму поради тоа решивме да ги започнеме работите од микро, од локално ниво да ги подобруваме, се со цел младите да останат тука во нашата општина и во нашата татковина. Токму младите ни се главен мотив при изработка и подобрување на локалната инфраструктура, како и при подобрување на квалитетот на живот на секој жител на нашата општина. Чврсто сме решени младите да ни останат дома во нашата општина, во нашата татковина. Со буџетот за 2019 година за прв пат обезбедивме средства во висина од 2 милиони денари со кои се грижиме за одржување на објектите на домовите на културата на ниво на територија на општина Газибаба. Наша цел како општина е да превземеме во целост грижата за објектите на културата на територија на општината, зашто веќе започнавме процес за регулирање на имотната состојба на објектите.
На овој начин ја започнуваме и децентрализацијата во делот на културата. Со тоа ќе станеме прва општина во нашата земја која веќе го завршила овој процес. Во период од ноември 2017 до ноември 2019 година во општината своите инвестиции ги реализираа АД Прилепска пиварница со изградба на нов дистрибутивен центар, Индустри сервис со изградба на нов производствен капацитет, американската компанија Теламон, како и Скопје Изгейт со изградба на нов трговски центар. Компанијата Лукойл отвори 2 нови бензински станици. Но не само тоа, туку сме и општина со многу меѓународни пријатели кои ни помагаат со финансиски средства, но и со искуство во делот на апликациите за средства со ЕУ фондовите. Во општината ја посетија генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, турскиот заменик министер за земјоделие Мехмет Хаджитанц, амбасадорот на Европската унија Семуел Богар, амбасадорот на Република Франција Кристијан Тимоние, имавме средби со амбасадорот на Италија Карло Ромео, средба со амбасадорката на Република Србија Душанка Дивјак Томиќ, како и средба со представникот на мисијата на ОПСЕ Матијас Бихлер. Дозволете ми, почитам вице-премиер, Ваша екселенцијо, амбасадори, министри, директори, градоначалници, драги пријатели, да презентирам само дел од проектите кои што јас и мојот тим го имаме зацртано во наредните 2 години. Да ги реализираме и ќе имате можност за прв пат дел да можеме да провераме. А тоа е новата административна зграда на општината Газибаба, кој што веќе трае до 10 декември ќе заврши јавниот меѓународен повик, каде што ќе добиеме нова административна, ефикасна, еколошка зграда со сите перформанси за да имаме 5600 метри квадратни, кои што после 43 години бараките кои што ги наследивме, а се стари преку 55, ќе бидат во историја. На овој начин покажуваме дека домаќински се грижиме и за сегашните и за идните генерации кои што треба да не наследат во општина Газибаба. Ова е навистина импозатен и ќе чини преку 3 милиона евра. Дополнително, ветивме, имаме 2 основни училишта кои што во моментот немаат спортски сали. Тоа е основното училиште Кирил и Методи во Стајковци и на Охридски во Будачани. Наредната година овие 2 училишта ќе добијат 2 спортски сали, за да можат и тие дечиња да можат да уживаат во физкултурно-образовните наставни активности во населените места. Ова што сега го имате пред вас беше ветувано со години. Добиваме нова училишна зграда на основното училиште Крсте Петков Мисирков, поддржано од владата на Македонија. Многу е исто така потребно во момент да се истакне дека градиме уште едно основно училиште во Идризово за потребата во населеното место Идризово, каде што во исто место учениците од Идризово и Дрма, македонци и албанци ќе учат во ова основно училиште. Нормално дека, освен детската градинка, која што ја градиме во моментов во Стајковци ќе биде во текот на наредната година, заради големата листа на чекање кој што ја наследивме, наредната година веќе подготвивме и ќе градиме и ќе отпочнеме со градба 4 нови детски градинки во Трубарево, во Сингелич, истовремено тоа го правиме во Керамидница и Инџиково. Овие населени места, тоа го бара од нас, јас како градоначалник заедно со мојот тим ветивме дека тоа мора да го направиме се со цел децата повеќе да бидат сместени во градинките и да не чекаат голем временски период, а нивните родители да можат да ги извршуваат своите работни задачи. Изградба на еден капитален проект кој што заедно со владата, со европските пријатели и кој што градот Скопје за прв пат ќе го имаме како местоположба во општина Газибаба, тоа е првата пречистителна станица во Трубарево, подмогната од Европската унија, од владата на државата и од градот Скопје. За прв пат граѓаните од општина Газибаба, од градот Скопје ќе имаат пречистителна станица. Уредувањето на каналот во населеното место Сингелич пред објектот на местната заедница е во завршна фаза. Заврши комплетно тендерот, избран изведувач, потпишан договор, наредната недела уредување на каналот во Сингелич, кој што не беше ветена како обврска, го завршуваме. Од она што би сакал
да одвојам, а тоа е дека рековме дека во горната зона во Раштак е завршен водовод, обезбедивме грант средства во висина од 5 милиона денара, обезбеден изведувач, во долната зона отпочнуваме со нови приклучоци и нови шахти со водомери. Така да функционалноста на водоводниот систем ќе биде комплетирано за село Раштак. Изграда на канализациони мрежи во населените места кои што со години сме ги немале, ги отпочнуваме бидејќи ги завршиме проектите кои што премногу значат. Тоа се Смилковци, Црешево и Гоце Делчев. И проектната документација и дозволите и средствата. Остана само да ги известиме граѓаните дека после 20 години ќе имаат канализациони системи бидејќи имаат вода колку што сакаат.